Денешната тема е предлог мерка за напредување на состојбите во месната индустрија. Пред да ви дадам еден вовед за самата месна индустрија, она што се случуваше изминатите години, само едно објаснување, значи како резултат на веќе подолг период активности и со претходната влада, но и со оваа, секако, дојдовме конечно до една предлог мерка која сметаме дека ќе биде обострано прифатлива и за преработувачите на месо и производство на суомеснати производи од една страна, но и од производителите на свежо свинско месо, со која практично мерка ќе се подобрат состојбите, ќе се стави ред на домашниот пазар. Од една страна, од друга страна, компаниите ќе зголемат и својата конкурентност на домашниот пазар, но и ќе ги зголемат можностите за извоз на пазарите надвор од Република Македонија. Согласно податоци од Агенција за храна и ветерина, во Република Македонија се регистрирани околу 50 објекти за преработка на месо, од кои 12 веќе не работат. Од 38 капацитети кои се уште работат, 15 од нив се регистрирани за производство на полутрајни и трајни суомеснати производи со капацитет од 45.000 тони на годишно ниво, работа во една смена и вработуваат околу 2.000 вработени. Од инсталираните капацитети за производство, преку 90% се во собственост на компаниите, членки на групацијата за преработка на месо и производство на суомеснати производи при Стопанската комора на Македонија. Со преработка од 11.500 тони месо минатата 2016 година, можниот капацитет за производство на полутрајни и трајни преработки од месо од 45.000 тони, кај наведените членки на групацијата се користи само 28%. Од вкупно преработената количина на месо, само 1700 тони или 15% е од домашно потекло, односно месо од домицилните производителите. Останатото доаѓа од увоз. Комерцијалните потреби за полутрајни и трајни преработки од месо на годишно ниво за домашниот пазар изнесуваат 17.000 тони, од кои домашно производство се подмируваат со 65%, додека 35% доаѓаат од увоз. Односно се увезува некаде околу 6.000 тони на суомеснати производи. Увозот во одредени периоди достигаше до 9.000 тони или покриваше 60% од домашната потрошувачка, меѓутоа квалитетот и упорноста на оваа релативно млада индустрија за преработка на месо и производство на суомеснати производи постепено го освојуваше домашниот пазар. Меѓутоа, со цел зголемување на конкурентноста на домашните преработувачи на месо пред странските конкуренти на домашниот пазар, а во насока и на обезбедување услови за повисок степен на користење на сопствените капацитети, како и за искористување на можностите кои последната година беа дадени за извоз, групацијата веќе подолг период бара да се реши едно прашање кое сметаме дека е од круцијална важност за самото преработка и производство на суомеснати производи, а тоа е ослободување од плаќање царина, односно прелевман кај замрзнатото свинско месо како суровина за домашните преработувачи. Веќе подолг период, како што претходно кажавме, има обиди, можеби 10 години назад да се реши ова прашање, но за жал цело време се тапкаше во место. Со изборот на новата влада, групацијата повторно го активираше ова барање и можеме да кажеме дека за неполни 2 месеца беа направени неколку состаноци со вице-премиерот за економски прашања и практично се дојде за сад така краток еден период до едно решение кое се уште во предлог фаза, но сметаме дека како такво е дадено на последниот состанок минатата недела во кабинетот заедно со представниците на групацијата за производство на свежо свинско месо, беше презентирано. Формално треба да се изјаснат двете групации и доколку се прифати, сметаме дека се донесе една крајно добра прифатлива одлука со која ќе се стави ред на пазарот на свинско месо и преработки од месо. Велиме дека ќе се стави ред затоа што во изминатите години, а особено прво со
почетокот на она светска криза, а потоа и со воведувањето на ембаргото кон Руската Федерација практично се направи еден дисбаланс целосно на европскиот пазар на и свежо свинско месо, но и на преработки од месо. И сето тоа предизвика, тој дисбаланс предизвика прелевање на вишоците од Европа кон земјите во соседството, кои исто така се големи значајни производители, а тоа доведе па до преплавување на домашниот пазар со производи по дампинг цени и така натаму, односно предизвика една нелојална конкуренција со која домашните производители во вакви услови, кога имаме увоз од една страна на готов производ согласно договорите со 0% давачки, а од друга страна домашната преработувачка индустрија користи суровина во полна давачка, царин или прелеван, практично беа неконкурентни и постепено го губеа домашниот пазар. Ако некогаш домашните компании беа представени во големите маркети со 60-70, па дури во едни периоди до 90%, денес тие се потиснати едва и 50%, додека другото отпаѓа на увезени производи. Ова е еден краток вовед што се случуваше изминатите 10 години и она што се случи изминатите 2 месеци, која практично со, мораме да кажеме, спремност на новата влада, согласно незините определби, се дојде до едно решение за само 2 месеци, кое сметаме дека е добро. Јас ќе дадам збор сега на двојцата гости, односно две членки на групацијата за преработка на месо и производство на совместни производи, тоа се Владко Ѓорѓиевски, генерален менаџер и собственик на Миксет и Николе, и господинот Слободан Кутревски, генерален менаџер и собственик на БКБСК. Поведете. Добар ден на сите. Се заблагодарувам за вака појавениот интерес. Ние како групација после подолг период почувствувавме дека конечно можеби ќе ни се овозможи да бидеме равноправни во сопствената држава, бидејќи со досегашните мерки и во изминатиот период ние секогаш бевме обесправени заради тоа што бевме ставени во подредена ситуација да нашите компании не беа конкурентни пред се дома, а камоли за извоз, заради тоа што од секаде ни доаѓаа готови производи кои што не се плаќаше никаква царинска дажбина на истите и нивниот квалитет секогаш беше сомнителен, баш поради тоа што се она што не успеало да се продади во тие западноевропски земји и пробирливиот руски пазар, сето тоа завршуваше кај нас. Од тие причини домашните компании постепено го губија конкурентноста и на тој начин ве слушнавте дека веќе извесен дел од нив почнаа и да затвараат големи капацитети. Со ова мерка, пред се благодарение на економскиот тим на владата, начело со Кочо Андјушев, кој што пројави спремност за решавање на ова очигледна неправда која досега ги штитеше увозниците и странските компании, а домашните бевме ставени во подредена позиција. Со тоа што ова е предлог мерка која е со важност од 1 година, која што треба да овозможи поголемо искористување на домашните компании со своите капацитети, а од друга страна да даде бенефит на крајниот потрошувач, кој што треба да добие поквалитетен и поевтин пред се производ, кој што секако ќе го кошта многу помалку отколку сега во сегашните продажни цени. Така да потрошувачите ќе може да јадат квалитетни, безбедни, добри, совместни производи, а секако ќе ја зголемиме и конкурентноста на компаниите. Така да очекуваме да ова мерка после година дена биде уште еднаш преусогласена, бидејќи позитивните очекувања треба да се спроведат на дело и да капацитетите почнат конечно да се искористуваат во многу поголем број. Ми благодариме на покажаната заинтересираност за нашиот проблем, кој долго време беше ставен под тепих, односно не се решаваше.
Затоа истовремено искажуваме една голема благодарност до сегашната влада, поготово до вице-премиерот за економско прашање господин Кочан Душев, кој во еден така да кажеме краток период на неколку наврати ги слушаше, одржуваше состаноци, ги слушаше нашите маки и накрај дојде до некоја предлог одлука која кажува еден компромис помеѓу нас како преработувачи на месо и производители на суумесни производи од една страна и производителите на свинско месо од друга страна. Што значи дека и нив на некој начин им помага, односно одмага еден дел од состојбите на пазарот, а исто време и нас не ни помага во целост како што баравме ние. Па затоа се остави еден пробен период од година дена да се види како таа предлог одлука ќе, ако се примени, ако се прифати, како ќе се покаже на пазарот. Бидејќи главна и основна цел на таа предлог одлука е да се покаже резултат. А што значи резултат? Прво, да се зголемат капацитетите кои се стварно ниско искористени, да се зголеми вработеноста и трето, да се зголемат платите. И на тој начин да место 3 позиции, 3 витрини од 4 во еден маркет, каде има странски производи да бидат наши производи, а една витрина да биде странски производи. Пак ќе кажам, значи, како ниедна влада досега, а јас сум во овој бизнес долго време, прво како трговец во 90-тите години, а од 2000-та година наваму, не покажала таков интерес и спремност да се реши овој проблем. За сега толку, понатаму ми стојам на располагање.